Почитувани сограѓани, елементарната непогода, наречена Борче Јовчевски, продолжува со уништување на општина Прилеп. Со неговата неспособност да раководи со општинската администрација, Јовчевски целосно го наруши функционирањето на локалната самоуправа, а со инсталирањето на паралелната администрација, решавањето на основните проблеми и проблемите на граѓаните стана невозможна мисија. Неговото најново достигнување и уништувањето на манифестацијата со дведецениска традиција наречена Пивофест. Фестивалот на пивото и познатата Прилепска скара, кој во 2003 година го започна тогашната локална власт и градоначалникот од редовите на СДСМ, стана препознатлив бренд на градот. Освен добра забава и масовна посетеност, манифестацијата има се и финансиски бенефит за прилепската економија, пред се за гостителската и трговската дејност. И така беше се до оваа година, кога неспособниот прилепски градоначалник Борче Јовчевски го уништи Пивофест. Не постои никаква дилема дека Јовчевски е единствениот виновник за откажување на фестивалот на пивото и скарата. Изговорот на соетниот прилепски градоначалник дека општината не е организатор, туку обичен помагател на Пивофест, е ефтин и перфиден обид за префрлање на вината на друга адреса. Јасно е дека од првото издание на Пивофест, Прилепската локална самоуправа беше негов коорганизатор. Впрочем, барањата за спонзорство на манифестацијата, кои општината и градоначалникот ги испраќаат до прилепските доќанџии, до малите и средните фирми и големите компании, директната вклученост на општинската администрација во организирањето на Пивофестот, како и редица други факти, го потврдуваат она што Борче Јовчевски сака да се амнестира. Тоа што никој од прилепските бизнисмени и стопанственици не се отповика на испратените барања за спонзорство е најдобар доказ за авторитетот кој Јовчевски го ужива меѓу граѓаните и фирмите, а еднаков на нула. Заради сето ова, заради девалвирањето на градоначалничката функција и уништувањето на градот и перспективата на прилепчани, најдобро што Борче Јовчевски може да го направи за себе и за своите сограѓани е да поднесе оставка. Колку побрзо, толку подобро. Ви благодарам.